Колега Маглешов, го следите случајот Пулс низ правосудните органи од неговиот почеток. Го следите со очи кои што во себе имаат искуство од 15 години во професијата. Од вашето искуство и од она што го гледате во судницата тука во Идризово, како би рекле дека се движи динамиката на овој случај и кога очекувате, односно дали очекувате да се задоволи она ветување за брза и ефикасна правда во овој случај? Во овој случај, со оглед на тоа што имаме 4 активни обвиненија и една отворена истрага, ми се чини дека ќе добиеме правда на рати, односно ќе добиеме предмети кои што се судат, односно да речам се правораздаваат со различна брзина. За да ви одговорам целосно на прашањето, би сакал да се навратам еден чекор назад и да ги аспектирам брзините со кои што практично се водеа истрагите за да дојде до фаза на судење. Овој голем предмет, кој што се суди овде во судницата во Идризово со 35 обвинети уште 3 фирми, се водеше, односно истрагата таму заврши за неполни 3 месеци, го водеа 13 обвинители. Предметите кои што се однесуваат за обвинетите полицајци, таму имаме 3 обвиненија, ги работеше само една обвинителка и таму истрагите траја вкупно 10,5 месеци. Да ве потсетам дека имаме една активна истрага која што се води во Кочанското обвинителство за даночните инспектори, која што беше отворена дури во ноември минатата година и до денеска немаме информација што се случува со неа. Во однос на тоа со која брзина се движат овие процеси, јас најбор го очекувам да заврши судењето за тројцата полицајци, кои што се обвинети за злоупотреба на службената положба и овластување, бидејќи во записниците за кои што биле правени за прекршоци во дискотеката, практично порано, не ги внесувале правилно податоците и на тој начин овозможиле дискотеката и натаму да работи. Да се вратиме на овој процес, дали сметате, односно која е вашата проценка со оглед на динамиката на срочување на рочишта, на изведување на сведоци и докази, дали би можеле да дадете проценка кога би можеле да очекуваме првостепена пресуда? Неблагодарно е да се лицитира со рокови, особено затоа што обвинителството веќе еднаш ја скрати листата на докази. Сега најавува второ кратење на листата на докази, не знам на што тоа се должи, веројатно на проценката со која динамика оди процесот. Меѓутоа со оглед на тоа што имаме засега околу 25 сведоци по мене поминати, уште толку кои што треба допрва да сведочат. Овде ги ставам и сведоците на одбраната кои што воопшто не стигнале, да речам, на дневен ред да почнат да сведочат и секако вештачињата и така натаму. Моите очекувања се дека до крајот на годината ние ќе имаме најмалку доказна постапка во овој голем предмет, во кој што практично ќе се вкрстуваат оружјата на обвинителството и на одбраната, поврзани со сведочењата, меѓутоа и материјалните докази. Да ве потсетам само дека 3 рочишта досега беа одложени, останатите се одржуваа со некоја умерена динамика, меѓутоа судот одлучи да суди до 15 часот до крајот на работното време со 1 до 2 исклучоци, иако може да суди по тоа работно време, односно се закажуваат во просек по 4 до 5 рочишта во текот на месецот, што е, пак би рекол, некоја умерена динамика, а во однос на тоа кога би можело да се очекува првата пресуда, да речем оптимистично е тоа да биде следната година, меѓутоа тоа е моја прогноза врз основа на досегашната динамика на судење. Земјава има неколку искуства со вакви мега предмети. Се разбира, ниту еден не може ни приближно да се спореди според последиците кои што се во него. Во некои од тие случаи правосудниот систем потврли, во некои се покажа подобро. Во таа смисла, дали би можеле да направите споредба како се одвива овој мега предмет споредено со други мега предмети од минатото, меѓу кои што можеме да ги спомнеме Диво населје, може да го спомнеме Змиско око, секој се разбира со различни исходи и динамики. Мојот впечаток е дека овој процес ќе се одвива малку побрзо од останатите, да речам, мега процеси кои што и се познати на јавноста, поради огромното медиумско внимание, секако огромниот број на жртви и напорите кои што ги вложуваат, особено и странките за тоа да се одвива побрзо. Станува збор за предмет во кој што имаме повеќе аспекти, меѓутоа, за да ви одговорам на прашањето, би сакал да посочам дека така е конструирана теоријата на случајот во овој предмет, што практично е доста комплексен на ниво на некаква
правна теорија, не толку во делот на можеби изведувањето на доказите. Од тука гледано очекувам сепак да ја добие потребната динамика повеќе во наредниот период, бидејќи во март и април веќе се закажани уште по 6 рочишта, но ми се чини дека нема да ја доживее судбината на Змиско око, особено бидејќи тоа беше предмет што се судеше враќање на апелација уште еднаш и така натаму 15-20 години, на крај заврши неславно како што заврши. Сепак очекувам овој предмет да биде поразличен. Самите ја споменавте стратегијата на обвинителството. Таа меѓу другото значи да се обвинат поголем број на луѓе за исто кривично дело и дека придонеле за случувањето на една иста последица, независно од работите кои што ги превзели или не ги превзеле во еден подолг временски период од 13 години, ако не грешам. Во таа смисла, како вие лично цените дека моди на обвинителството во докажувањето на својата теорија на случај, односно еве на опишување на тој каузалитет кој што се обидува да го докаже меѓу сите обвинети? Моето долгогодишно правосудно наблюдување, барем од она што јас го знам и го познавам, и се разбира контактите што ги имам и со професори по право и така натаму, ми укажува на фактот дека обвинителството излезе со една многу растеглива теорија на случај, која што многу тешко ќе ја докаже во суд, особено во делот не со прво обвинетите, туку со оние да речам кои што се малку погоре на листата на обвинети, тоа се првенствено функционерите од Министерството за економија, пазарниот инспекторат и така натаму. Досегашните сведочења претежно се фокусираат на кобната вечер и многу малку во еден дел се однесуваат на самото обезбедување на објектот. За сега нема, да речам, сведоци кои што изнесуваат некакви факти и околности кои што директно се поврзани со одговорноста на, да речам, пониско обвинетите, ако тие се сите еднакво обвинети за ова кривично дело. Ми се чини дека обвинителството требаше сепак да отиде со друга една теорија на случај, можеби ако имаше застареност на кривичното гонење за дел од обвинетите, тоа да го констатира и да се гонат оние обвинети кои што реално имаат некаква директна инволвираност, односно одговорност за кобната вечер. На тој начин процесот ќе завршеше побрзо, ќе имаше, се разбира, една побрза судска постапка која што во крајна линија ја очекуваат и семејствата на жртвите, меѓутоа и сите граѓани на државата. Веќе споменавме дека покрај овој предмет за кој што веќе има одржано повеќе рочишта кој што веќе се суди, имаме уште 4 други предмети, сите да речеме во различни фази горе-доле. Интересно е што меѓу предметите за полицајците имаме предмети каде што полицајците се товарат за различни кривични дела во еден предмет, различни кривични дела во друг предмет. Во тој контекст би ве прашал, како искусен наблюдуваш повторно, зошто мислите дека тоа е така и нели е во мала контрадикторност со обидот на редовното обвинителство да го води овој предмет што веќе е во тек за едно кривично дело против сите? Тоа е прашање за новиот државен обвинител, веќе ми формално истакнати барања од адвокатите да направат една ревизија на водењето на постапките, бидејќи ви имате еден орган, тоа е јавното обвинителство и две различни теории на случај. Она што јас сметам и сум убеден во таа теорија е дека обвинителството за организиран криминал одигра многу помудро и направи 3 различни обвиненија, бидејќи оцени на пример дека согласноста за давањето паркинг, односно дали требало да имаат 20 места биле пополнети или не е директно поврзана со настанувањето на пожарот. И токму затоа обвинителството одлучи тие обвинети полицајци да ги гони за злоупотреба на службената положба и овластување, а да не ги гони како директни причинители за таа тешка последица која што се случи практично на 16 март. Од тука сметам дека теоријата на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, во која што имаме 3 постапки, 3 обвиненија, е различна и во таа смисла оправдана. И јас очекувам дека можеби правда побрзо ќе добиеме за полицајците кои што се обвинети во овие предмети, отколку за овој предмет каде што се обвинети 35 луѓе. Ви благодарам многу на време. Ви благодарам.